nauči se da ljubiš, bližnji spremi se, moj čeda, s tevo ljubov rodeni. Sine moj, jas tatko, nebesen sum tvoj. Sine moj, jas tatko, nebesen sum tvoj. Da čekoriš o ljubovta, da ljubiš kako Isusa, da prostuvaš i ne osuduvaš. Sine moj, jas tatko, nebesen sum tvoj. Sine moj, jas tatko, nebesen sum tvoj. Krvta tvoja se proleja, na krstot zavet ostavi, obleči se. Mir vam, tatko moj koji si na nebesata, da se sveti imeto tvoje, da dojde carstvo to tvoje, da bide voljata tvoja, kako na nebo to, така i na zemljata, така i во моето срце, така и во твоето срце. Лебот наш насушен дај ни го и денес, и простини ги долговите наши, како што и ние им ги простуваме, а би требало да им ги простуваме, дали им ги простуваме на нашите должници. Простете и да ви биде простено. Простете и ке ви биде простено. Не судете, за да не бидете судени. Ако никого не осудите, и вам нема да ви се суди. Значи, вие кога осудувате некого, се осудувате самите себе си. Дела 27 глава. Читаме од живото слово Исусово, тоа што е дојдено до нас, материализирано во букви, во слова. Делови од него во дух и вистина. Татко, моите мојам зборува низ мене, нека твојот дух зборува во овие слова да бидат живи, да ги допрат сите оние кои имаат потреба од твојата љубов, да им ги отварат срцата и душите и умот, да повикаат кон тебе. Кога беше одлучено да отпловиме за Италија, кој одлучува? Во христијанинот, ако си ти христијанин, го прашуваш Исус за се, не одлучуваш ти, нека биде волјата твоја, вели молитвата. Кога беше одлучено да отпловиме за Италија, Павле треба да оди во Италија и таму да заврши. Павле и неколку други затвореници ги предадоа на еден стотник по име Јулиј од царската чета. Големиот режисер на оваа земја, Создателот небесен и Отецот. Има луѓе сакаат да бидат режисери, режираат, поставуваат сцени, не размислуваат дека за секој лош збор што ќе го изговорат луѓето ќе одговарате на судниот ден. Дека тие сцени некаде почнуваат и некаде завршуваат. Не знаејќи го принципот на Еврипид, Деусен махина, Господе дојди играј со нас, Господе пресечи ти се што одигравме, да не се случува во нашите животи. Се качивме на еден адрамитски кораб, кој требаше да плови покрај азиските места и така отпловивме. Апостолот Павле го зборува ова, со нас беше Аристрах, македонец од Солун. Со нас беше Аристрах, македонец, значи Лука го запишува ова, македонец од Солун. Видете, Господ запишал македонец. И ние континуирано 2000 години од поделбата на Македонија на 4 склавинии,
Откако апостол Павле дојде во Македонија, го сонуваше македонецот, континуирано имаме негирање и обид да се сништат македонците. Тој е сличен обид како што се обидуваат да ги сништат евреите. Со нас беше Аристрах, македонец од Солун. На другиот ден стигнавме во Сидон и Јулий кој постапуваше со Павле човеколюбиво, му дозволи да појде до пријателите своји за да се погрижат за него. Кога тргнавме од таму, пловевме во заветрината на Кипар, бидејќи ветровите дуваа спротивно. И откако го препловивме морето покрај Киликија и Памфилија, овака ви изгледа како туристичко патување, но објаснува неколку принципи. Стигнавме до Мира Ликиска, тоа е дека Божјата волја ќе се случи. Не може ништо да ја спречи, само може да имате потешкоти ако вие постапувате по вашиот избор, тргнете по некоја патика која не треба. Павле им вели да не тргнуваат, тие тргнуваат. Таму стотникот најде еден александрски кораб, кој пловеше за Италија и не префрлија на него. И пловејќи полека многу дни, одва и стигнавме до Крит, бидејќи ветрот не спречуваше да влеземе таму, допловивме под Крит, покрај Салмина. И откако со мака пловевме покрај неа, стигнавме на едно добро место наречено Добри пристаништа, близу кое се наоѓаше градот Ласеја. Откако мина многу време и пловењето стана веќе многу поопасно и постот веќе беше минал, Павле ги опомена. Духот зборува и им кажува на луѓето: гледам, луѓе, дека пловењето ќе биде мачно и со голема штета не само за товарот на коработ, туку и за животите наши. Почнува да врне. Но стотникот повеќе му веруваше на кормиларот и на собственикот на бродот, отколку на зборовите Павлови. Господ ви зборува, вие не слушате, правите проблем. Веќе сме зборувале, Аврам легнува со Агара, го прави Исмаел, потоа му го дава Исак со Сара, и Исак и Исмаел и денеска се тепаат и се обрезуваат. А бидејќи пристаништето не беше погодно за презимување, многумина изјавија дека сакаат оттаму да отплуват, значи не го слушаат Павле во духот што им вели да не патуваат. Ако е можно до Феникс, критското пристаниште кое се наоѓа спроти југозападниот и северозападниот ветар, и таму да презимуваат. Значи, имаме своја волја, имаме Божја волја. Божјата волја ќе се случи. Само дали ние ќе поминеме на еден начин или на друг начин. Дали ќе поминеме по потешкиот пат или по полесниот пат, дали ќе го носиме крстот самите, а самите не можеме да го носиме, ќе паднеме. Или ќе му дозволиме на Исус да ни го носи во духот. А кога дувна југот, тие помислија дека може да ја остварат својата цел, ја кренаа котвата и запловија покрај Крит. И почнуваат неволите. Значи вавилонство, сатанство, Адамов греф. Не како што сакаш ти, Господе, јас како што сакам. Господ му вели, немој, тој прави тоа. Но наскоро против нив се дигна бурниот ветар, наречен Евраклион, североисточниот ветар, и штом го зграби коработ, бидејќи не можеше да му се протистави на ветрот, ние им се препуштивме на брановите да не носат. Ти си кораб. Одиш на едно место, на друго, не го слушаш Бог што ти зборува. Не слушаш овде што напишал. И потоа ќе почне да те дуваат ветровите, и потоа ќе претрпиш штета. Нема да ти биде лесно. Минувајќи покрај едно островче кој се вика Кавде, одвај можевме да го задржиме коработ. Знаеш, јас се чудам како луѓето живеат без Исус. Не можете да победите. И Македонија не може да победи без Исус. Има изборни кампањи, се расправаат едните, другите ме викаат, дојди вамо, дојди таму. Јас му припаѓам на Исус. Кому на друг да му припаѓам? Групации разни, едните против другите, едните за, другите против третите, да не се излегуваат, четвртите сакаат своја држава, својот јазик, себе се сакаат, вавилонци, сатанска збирштина. Кога го извлекоа, употребија секакви средства и го врзаа коработ од оздола, бидејќи се плашеа да не се насукаат на сиртите, ги спуштија едрата и така бевме носени од струјата. И потоа не го слушаш Бог и ќе бидеш носен од струјата. На другиот ден, бидејќи бевме силно фрлани од бурата, ќе бидеш силно фрлан од бурата, ти, брате и пријателе. Почна да го изфрлуваат товарот, потоа ќе почнеш се да изфрлаш, ќе разбереш дека ништо не е важно. Ќе изгубиш здравје, ќе паднеш, ќе немаш сила. На третиот ден сами со рацете своји ја изфрлаа опремата на коработ. Господ ти дава време да се покаеш,
И ако не се покајуваш, го прекинува, телото се предава на сатаната, заминуваш, умираш, поминуваш низ оган, зашто потоа ако останеш ќе направиш уште поголема штета. Тој е режисерот. Славата е негова. Но бидејќи во текот на многу дни не се појави ни сонце, ни звезда, а безнееше прилично голема бура, тоа ви е метафоричната состојба во светот и во Македонија. Понатаму исчезнуваше секаква надеж дека ќе се спасиме, дека ќе се спасите. Без Исуса Христа нема да се спасите. И бидејќи веќе долго време не беа јадени, повторно Павле, поранешниот Савле, застана сред нив и рече: луѓе, браќа, а јас ви велам македонци, требаше да ме послушате и да не тргаме од Крит и ќе ги избегнеме овие маки и штети. А вие тргнувате едни против други од нељубов во светски организации кои сакаат да ве уништат, да ве поробат, да ве сничкосаат, да ве затрујат. А сега ви советувам да бидете бодри, зашто ни една душа од вас нема да загине освен коработ. Коработ сте вие, телото. Душите се метафорично направено. Значи, коработ загинува, телото оди во земја. Почина еден колега, помлад од мене 3 години. Кој ќе почине некој близок, кој го избрал Исус, не тажам, се радувам, завршил, заминува кај Исус. Кога ќе почине некој, ќе се представи пред Бог. Што сум му сведочил делумно за Исус, не прифатил. Чувствувам како... Тогаш чувствувам тага. Никој нема да загине, освен коработ загина, неговото тело се предаде на земја. И сега тие си играат фантасмагории, изборуваат за космос, за вселена, за... Славата е на Исус. Вие немате ништо. Еден кораб, вашето тело, кое ќе биде фрлено, ќе се разби, крши. Бидејќи ноќеска ми се јави ангелот од Бога, чиј сум јас, затоа не припаѓам никому друг и кому му служам, на Исус. И рече: не плаши се, Павле, не плаши се, брате, не плаши се, тихо. Ти треба да излезеш пред царот. И ете, Господ ти ги дарува сите што пловат со тебе. Јас знам дека имам една мала група. Некој заминува, доаѓаат, ќе почувствува малку, ќе се помолиме и ќе замине. Црквата е на Исус. Јас му припаѓам на Исус. Јас немам ништо свое. Ова што го гледате овде, мојот имат го ползувам за Исус. Затоа, браќа, не плашете се. Ако сте во Исус, зашто му верувам на Бога дека ќе се случи така како што ми беше речено. Бог ни дарува живот вечен. И тој живот е во неговиот син. Тогаш зашто тажите кога некој ќе умре, зашто се чудите кога некој ќе умре, завршил, него избрал Исус, паѓа. Коработ се уништува. Ќе бидете спасени. Но треба да го изберете Исус. Да се откажете од гревот. Да се откажете од себељубието. Да се откажете од вавилонството. Да се откажете од сатанизмот. Да се откажете од Адам, кој јадеше од дрвото на познанието на доброто и злото, и знаете што е добро и зло. Не знаете, умирате. Како коработ. Но треба да бидеме исфрлени на еден остров. Беше веќе 14-тата ноќ, откако бевме носени навал натаму по Јадранското море, и ти ќе бидеш носен, твоето тело. Кога кон полноќ морнарите насетија дека се приближуваат до некакво копно и кога ја измерија длабочината, открија дека изнесува 20 фати, па отидоа малку понатаму, измерија пак и најдоа 15 фати. Те сакам, Господе Исусе Христе. Господ ви раскажува, Исус приказни за да разберете, коработ сте вие. Вие сте коработ. Ви треба тло, тоа е Исус, парче остров, парче слобода, парче светлина, да се разгори пламенот на љубовта. И бидејќи се плашеа да не удрат на карпести место од страната на кормилото, спуштија 4 котви, па чекаат да осамне. И сега пази, кога морнарите намислија да побегнат од коработ, некој сам си го зема животот. Да побегнат од коработ, не можеш да побегнеш од коработ. Исус кажува кога е твојот ден да се представиш пред него.
испушти ја чун во морето како да ќе се спуштаат котви од предната страна, Павле му рече на стотникот: ако овие не останат на коработ, мораш да останеш на коработ. Вие не можете да се спасите. Коработ е твоето тело. Ти си коработ, синко, по кој си се качил. Твојата душа е качена во телото кој е коработ. Не можете да се спасите, да побегнеш од коработ. Можеш да растеш, да го растнеш своето тело, како Исус, да расте твоето духовно тело и тогаш болката ќе биде далечна. Ќе ја доживуваш како да е во некој друг. Тогаш војниците ги пресекоа јажињата на чунот и го оставија да падне долу. И пред да осамне, Павле ги покани сите да каснат велејки. Денес е 14-тиот ден, 2 пати по 7 кога се прочистуваш, 7 дена се за прочистување на телото. Денес е 14-тиот ден откако во исчекување стоите гладни, не вкусувајќи ништо, тие постат со телото. Затоа ве молам, каснете, тоа ќе ви го спаси животот. Од лебот на животот каснете. Од Исусовото тело. Од телото на љубовта. Од живите слова Исусови. Штом го рече тоа, зеде леб, му благодари на Бога пред сите, го прекрши и почна да јаде, тогаш се ободрија сите и зедоа храна. Кој не работи не треба да јаде, и телесно и духовно. Ако не работиш за Исус, нема да јадеш, духот ќе ти биде мртов. И кога се подкрепија, почнаа да го леснуваат коработ и срлајки го житото в море. Знаете, остарени луѓе. Мојата мајка беше 2 пати на смртна постела, имаше инфаркт. Малата молитвена група ни рекоа готово е. Во болница сабајлето рано, во духот ми се вели, а што не ја повикаш молитвената група? Им пуштив една порака, се помолија. Одам дента во болница, значи синојка беше инфарктот, утрето ден сабајле одам во болница, таа станала, го извадила инфузијата, сакам да си одам дома, што е ова, кај сте ме донело во болници да се малку. Ника, ова е лудница, секој на секого вика, што е ова, кај сте ме донело? И така, по месец, 2-3 помина, престана да јаде, падна повторно. Одби да ги пие лековите. Не ќе да пие лекови, сакам природно. Дете, таа е дојдена до Исус некаде. И таа знае дека има 2 пато, едниот кај Исус, другиот да ја врати назад, таа вика, го молам Исус да ме земе. Јас не знам до каде е дојдена, Господ знае. Од тело ли, без тело ли. Знаете, ние само сееме. Јас сум сејачот, а Исус жнее. Јас му кажувам за Исус, но не знам колку ти е во срцето, во нивната почва, во нивниот кораб пораснува едрото на Исус, да плови со Исусовата сила. Да плови со Исусовата сила. Потоа пак падна 3 дена не јадеше, мислевме дека е готова. Каде што спие во домот за стари лица, ми рече газдарицата готова е. И повторно истото, духот ми вели, а зошто не им се јавиш ти на твојата молитвена група? Убај деца со кои пееме прекрасни песни. Се што ми треба е твојата преградка, прости ми, Отче, грешев пред тебе и пред небото. И молитвената група се помоли. Значи, у сабајлето, чекаме да почине според некои земни логики. Станала таа, ја гледам, одам во домот, си мие забити, си го мие лицето. Рече, не сум се миела 3 дни и ми побара да јаде. Интересно. Така действува Исус. Мала молитвена група. Сонја, Верчет, Звезда, Марија, Благо 1, Благоја 2, Мирјана. Некој ќе заборам, Совче. Весна од Лондон сега. Благица. Уште некој. Кого праќа Господ. Слава ти, Господи Исусе Христе. И докај дојдовме. Тога се ободрија, во коработ имаше скупно 276 души. Зошто е тоа? Молете го Исус да ви каже. И кога се подкрепија, почнаа да го леснуваат коработ, го фрлаат житото. Значи стари се веќе, ништо не им значи. Штом се раздени земјата, не ја познаа, но забележа еден залив со песок, на кој решија кој им појде од рака да го извлечат коработ. И дигајќи ги котвите, се заплови по морето, а покој другото ги разлабави врските на кормилата, го развија малото едро спрема ветрецот што дуваше да пловеа кон брегот. Повторно вие сте коработ, но удирајќи во еден гребен,
Така почина мојот колега на час. Бог да го прости. Добра душа беше близко некаде. Се надевам дека го избра Христа и дека ќе се најдеме во Божјото царство на небесата. И веќе не се помрдна. Почина на час. Пред студентите. Не барајте мнозина да бидете учители. Поголемо судување ќе добиете, а задниот дел од коработ се разбиваше од силата на брановите. Вие сте кораб. За да го разберете ова слово, молете го Исус да ви го отвори во духот. Не барајте мнозина да бидете проповедници, поголемо судување ќе добиете. Но стотникот, сакајќи да го спаси војниците, пак помислија да ги убијат затворениците, за да не ислива некој да побегне. Видите, Исус ги оставаше да го искушуваат во пустината. Сите, демоните, паднатите. Но стотникот, сакајќи да го спаси Павле, ги одврати од таа намера и заповеда најнапред да скокнат и да излезат на земја оние што знаат да пливаат. Во што да пливаат? А другите кој на штица, кој на што годе од коработ и така излегоа сите и живи и здрави на земја. Значи, починуваат актери, една 20 30 луѓе се починати пред време. Театарот е професија во која вие натоварувате реплики, сцени кои не се ваши, ги живеете како да сте вие. И тоа Жан Кокто го има кажано. Актерот, играјќи од вечер во вечер, може да ја загуби душата, но тоа е друга тема. Кога ќе почине некои тие велат вечна слава, ја велам, што име на луѓето? Славата е на Исус, а тие тој го позна Исус, го знае Исус. А во тоа само зборува за космос, за вселена, за фотони, неутрони. Исус го нема. Не, кога духот на Исус е во вас, вие не го прославувате, вие само за Исус зборувате, вие не можете да сопрете за ништо да зборувате, едноставно бидејќи вие сте дел од неговата црква, од неговото тело. Те сакаме Господ Исусе Христе. Спомнувај си го Господ, 2 Тимотеј 2:8, од Давидовото семе кој воскресна од мртвите. Значи смртта е победена, не постои смрт првин, сакам тоа да ви го кажам според моето евангелие, поради кое страдам дури до окови. Апостол Павле како злосторник, но Словото Божјо не може да се окова. Затоа се трпам поради избраните, за да добијат и тие спасение во Христос Исус со вечна слава. Овој стих, со вечна слава. Значи, затоа се трпам заради избраните, за да добијат и тие спасение во Христос Исус. Избраните со вечна слава. Но избраните, тие што го избрале Исус, тие имаат вечна слава, слава во Него, а немаат самите слава. Славата е Негова. Македонскиот народ има искуство, затоа да вели слава му, вечна слава. Славата вечна е во Исус. Верни се зборовите, ако со Него сме умреле, со Исус, со Него ќе живееме. Со Исус. Ако истраеме, со Него ќе царуваме, тогаш е славата. Ако се одречеме од Него, штета. И Тој ќе се одрече од нас. С краја да е. Ако не сме верни, Тој останува верен, бидејќи сам себе не може да се одрече. Он е добриот пастир и ни една овца нема да биде загубена, но поменувате ни Зоган. Коработ ќе биде оштетен, вашето тело ќе биде оштетено, а делата ќе бидат оштетени ако не се во Исус. И душата ќе чека суд, мир вам до Божјо царство небесно. Те сакам, Господ Исусе Христе. Сите што ќе речат, Исусе, дојди во моето срце и помогни ми, земи ја болката од мене. Мир и љубов да бидат исцелени во името на Исус. Татко мој, оган од небесата да изгори се што не е од Бог. Во сите оние што ќе речат, Исусе, те сакам и останувам во твојата љубов. Амин. А ти, што чекаш? Коработ да удри во некој гребен и да потоне? Повикај го Исус додека се уште не е дојдено времето да потоне твојот кораб. Мир вам до Божјо царство небесно. Амин.
sovrši se, da ljubiš bližnji spremi se, moj čeda, s tevo ljubov rodeni. Sine moj, jas tatko nebesen sum tvoj. Sine moj, jas tatko nebesen sum tvoj. Da čekoriš vo ljubov ta, da ljubiš kako Isusa, da prostuvaš i ne osuduvaš. Sine moj, jas tatko nebesen sum tvoj. Sine moj, jas tatko nebesen sum tvoj. Krv ta tvoja se proleja, na krstot zavet ostavi,